Денеска сме членка на НАТО и денеска сме држава која веќе почнува преговори со Европската Унија. Една година откако Македонија стана членка на НАТО, една година фалби од министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Но што всушност добивме, а што изгубивме? Македонија стана членка на Алијансата по потпишувањето на Преспанскиот договор, со кој државата го смени уставното име во Република Северна Македонија. Властите спроведоа уште низа идентитетски отстапки. Договорот од нивици требаше да ни ги отвори портите и кон ЕУ, ама од тоа нема ништо. Од и сега Бугарија бара откажување од историјата, јазикот, идентитетот. Иако потпишавме договор за добрососедство. Членството во НАТО беше една од долгорочните цели на надворешната политика и таа реализација може да ја опишеме како успех, но успех за кој се плати висока цена, вели поранешниот амбасадор на Македонија во САД, Васко Наумовски. Имајќи предвид дека за членството во НАТО беше потребно да се плати прилично висока цена од страна на нашето општество, мислам дека чувствата на нашите граѓани се уште измешани и допрва предстои периодот кога ќе треба да бидат видливи суштинските придобивки од членството во НАТО. Најголем дел државите кои што станаат членки на НАТО од Централна и Источна Европа истовремено беа и на добар пат за исполнување на критериумите за членство во Европската Унија. За разлика од нив, кај нас, иако членството во НАТО е завршено, процесот на европска интеграција е закочен. Според безбедносниот аналитичар Милан Стефановски, гледано од емоционален аспект, членството во НАТО не чинеше премногу. Зависи која споредба ако збориме дали од една страна името и дали е овој сојуз, јас ако размислам емотивно би кажал дека ние имаме страшно многу изгубено како луѓе, но ако гледаме државата, интересот на државата и сите тие глобални закони каде ние не би може да се одбраниме, тогаш веројатно ќе имаме и таков личен контекст дека НАТО, ќе повторам, за нас е неопходен сојуз, не е совршено неопходен и ние како граѓани сме сакале да бидеме членка. Цела една година Македонија е членка на Северноатлантската алијанса, ама се уште има функционери кои не добија НАТО сертификати, што предизвика бурни реакции во јавноста. Стандардите во НАТО се јасни и високи, и професорот Наумовски смета дека сите личности кои што имаат наследство од минатите системи би требало да бидат отстранети од овој тип на соработка со алијансата.